Морав вака, не знам како другши, односно на друг начин. 200 и кусур луѓе, изминативе 30 дена, стисна фолоу на Дарко 156, благодарение на една голема кампања која што моите драги пријатели од Твитер ја организираа. Морам да им кажам фала на нив затоа што го прифатија ризикот. Фала му на Мартин ЕГ Лацијалец кој што се накани да ме намести дека ќе ја платам кафаната и покрај тоа што не беше така муаветот, но и толку многу банери и толку многу лобирање, некако слабо дечки, не знам што е работа. Ќе се обидам да покажам дека можеби јас знам подобро, ама не ви ветувам дека ќе се обидам воопшто, во некоја следна прилика можеби. А сега за сега кафана од мене нема да има, ама кафана со мене сигурно ќе има, кафана со сите нас сигурно ќе има. Кој ќе ја плати ќе видиме. Едно 140 кебаби изгледа со Бетмен сигурно ќе земеме и ќе ги ставиме на маса, а предизвикот ќе биде да ги иствитаме сите нив еден по еден. Кога? Па утре, тоа ќе му дојде сабота, вечер, многу касно навечер, барем според мои стандарди за кога сум надвор од дома, во градскиот парк, во Стара Опатија, Лацијалец ми рече дека таа се викала сега македонска куќа и рече дека сите што ќе дојдат морало да се пријават на настанот на кој што линкот ќе го видите тука негде доле, горе, лево, десно, за да знаат колкава маса да резервира и колку пејачки да се донесат да пеат, пошто не можело да стигнеме на сите да им ставиме кебапчиња. Знаете. Значи, да не должам многу, фала уште еднаш за целава акција, за сите банери, сите кои што им излегува во пресред на моите противници, а ми забиваа нож во грб на мене, пошто сака да ја частам кафаната. Шална страна, не дека не сакав ја, ќе најдевме некој спонзор, не за друго, ама тоа е тоа. Кафана ќе има, кој ќе плати ќе видиме на крај, немојте да бегате од маса, пошто лош збор ќе ве бие после тоа, ќе ве твита народ. Се гледаме утре во македонска куќа во градски парк. Поздрав!